Ова недела ќе зборам една посебна тема. Можеби некој веќе претпоставите од наслов кој го дадовме. Речи се никогаш во директна форма не коментирам или проповедам за некои случувања кои се случуваат во општествено-политичките кругови. Не затоа што немам појма што се случува, не се работи за тоа. Пратам ситуација колку што можам најдобро. Само верувам дека најголем дел од полемиките и дискусиите кои се разговараат, а завршуваат на Facebook, завршуваат со припокувања и табори и горчина и што ли се не. И верувам дека има други контексти кај што тоа може да се разговара. Верувам дека проповедалната овде ова место е место каде ние треба да црпиме мудрост и водство од Божјиот збор. Божјиот збор е тој вечен збор, за кој Исус кажува дека од моите зборови нема ни точка да помине се додека се не се исполни. Од тој збор црпиме мудрост, од тој збор црпиме знаење, водство и така и треба да остане. Сепак, јас верувам дека дури Библијата понекогаш споредни општествени случувања ги исполнува како дел од развојот на нештата да се исполни Божјиот план. Има многу работи кои се спомнуваат онака успат во Библијата, кои во суштина тие работи, успат кои се појавуваат, допринеле или се дел дури од Божјиот спасителен план, од она како Господ замислил нешта да се случуваат. Една од тие работи за кои јас и денес ќе зборувам е пописот. Имавме состанок пред околу 2 недели, пасторите од Евангелска црква од Македонија. Изборувавме за пописот. Знаете, пописот е важна работа и се согласивме дека ќе мора да излеземе со некаков став. И сега нема да зборувам од законот за попис во Република Северна Македонија, пошто искрено не сум го ни читал и не знам многу работи, затоа ќе ни треба некој правник да ни објасни или не знам политиколог за што како се случува. Јас сакам да зборам од една, како да кажам, придобивка од една поставеност на христијаните кои треба да имат во општеството. Па и по прашање на таа работа. Посебно што се однесува до оваа локална црква, луѓе кои се идентификуваат, кои ја нашле својата, како да кажам, група со која ќе растат, своето духовно семејство го нашле во овој контекст овде каде што сме. Во врска со тоа јас не мислам да кажам дека пописот сега е важен, дел од развојот на наставници за да се исполни Божјата мисија. Јас тоа не го кажувам и на тоа сакам да бидеме најасно. Едноставно сакам да размислуваме за нешто кое верувам дека може да влијае на нас како следбеници Христови, па и за генерации кои допрва ќе доаѓаат, а кои ќе бидат дел од едно протестантско предание во Македонија. Сега, што не сакам да се случи? Следниот работи не сакам да, значи не се моја цел. Во никој случај не сакам да се сведе на тоа политички да коментираме за пописот. Значи тоа не е мојата цел од старт, кажувам. Затоа како треба да биде спроведен, дали треба да биде спроведен, кои графи да ги има, кои да ги нема, значи тоа тука овој муабет нема да се прави. Сакам за тоа да бидам кристално јасен. Доколку некој сака да зборува за тие теми, верувам дека има милион контексти каде што тоа може да се зборува и ве охрабрувам тоа да го правите. Јас сакам слобода на говор, го поддржувам слободата на говорот, го поддржувам тој public square, како да кажам, јавниот сектор за разговор, многу важен дел од тоа од општеството за да функционира слободно. Тоа е тоа. Го поддржувам се до тоа. Сега сакам да зборуваме за пописот како општествен концепт, како нешто кое сега или за 5 години ќе го имаме повторно. Пописот константно се прави, се повторува. Исто така, како и за вирусот и вакцината, тешко е во црквените кругови да не се продухуваат работите. Не знам дали знаете, ама црквата, тоест луѓето кои најмногу имаат жар за Бог, имаат некоја, како да кажам, склоност да ги продухувуваат работите до бескрај. Како што види мој колега пастор Никола Галевски, тие што го знаете за кој станува збор, најмногу ние знаеме да пострадаме од продуховување за нешта кои едноставно се статистички работи, како например пописот. На пописот никој ќе се изјаснат како што се по вероисповед,
јас сум дете Божјо. Може тоа да се случи. Или ќе каже, јас сум христијанин во срце, пишеме така. Христов следбеник, војник во молитва. Значи сите тие работи може да ги напишеме и тоа е прекрасна работа ако некој се чувствува така. Но не смееме пописот или некои такви работи да ги продухуваме на тој начин, затоа што верувам дека може да се искористат на друг начин. Тоа што треба да биде статистика, ние честопати знаеме да го продухуваме. Тоа што верувам дека Христос го поучува, не е да бидеме наивни. Знаете, тоа што Христос беше добар, тоа што Христос опростуваше и така натаму, понекогаш може ни се чини дека Исус бил малку наивен. Му доаѓаат овие грешните, бараат нешто од него, он исполнува, ги исцелува, све им прави, пошто е онај наивен, нели? Христос бил све, само не наивен. У никој случај не бил наивен. Ако се земе во предвид дека тој ги читал и срцата на луѓето, тој во никој случај не бил наивен. Дури кога му ласка, дојде еден богат младич и му ласка на Исус. Исус не го прифаќа ни тоа. Исус не е наивен. Тоа што Исус нас не поучува не е да бидеме наивни или незаинтересирани. Христос со својата мисија влијаеше како духовно во општеството, тој влијаеше многу. Така и политички. Исус многу влијаеше политички. Знаете, при неговото раѓање, знаете што пишува? Се вознемири царот и целиот Ерусалим. Сите власти при неговото раѓање се вознемирија. Што е сега ова? При неговата смрт се обедини целата политичка моќ. И позиција, и опозиција, и помалите партии се обединија за да го заковаат на крст. Ке си кажете, добро, или беше Исус духовен водач? Беше. Но го вознемири секој дел од општеството, влијаеше врз секој дел од општеството. Ако ние сме негови следбеници, сакале или не, ќе влијаеме во секој дел од општеството. Во апсолутно секој дел од општеството. Исус не повикува некаков ескапизам да излеземе од ова, да бараме некаков излез од овој свет. Си кажеме, дај ние да се молиме дома, а надвор, значи поплава нека се случува, гајлење. Не. Тоа што Исус го правеше имаше влијание во секој аспект од животот. Исус на своите следбеници кога ги праќаше на мисија им даде неколку важни препораки. Меѓу другото, Исус им го каже ова, во Матеј 10 глава 16 стих вели вака: Ете, јас ве праќам како овци меѓу волци. Бидете мудри како змии и незлобни како гулаби. Бидете мудри како змии и незлобни како гулави. Која комбинација? Некако незлобни како гулави ни звучи многу по-христијански отколку итри како змии, нели? Мудри како змии. Сепак Исус ги остава тие препораки за своите следбеници да бидат будни. Не смееме да заспиеме во општеството во кое живееме и да мислиме дека, знаете, кучињата лаат, караванот си врви. Едноставно не е таква работата. Ние сме повикани да бидеме како активисти во општеството. Принципите на Христос се повик на активност. Сакај го твојот ближен. Прави му на ближниот тоа што сакаш тебе да го прават. Не е пасивна форма, активна форма е. Се што Исус повикува е да бидеме активни. Ние не можеме да очекуваме дека нашето влијание ќе биде само некакво продуховно влијание во општеството. Ние духовно да влијаеме. Со влијанието на црквата и присуството на црквата, едноставно влијанието е влијание кое го допира општеството во целост. Затоа што не сите сме пастори тука. Сите ли сме пастори тука? Не. Сите работиме разни работи. На твоето работно место, во семејството, во друштвото во кое се наоѓаш, ти си следбеник Христов. Ти не го исклучуваш тој твој идентитет кога ќе влезеш во општеството. Јас се надевам дека никој од вас не е христијанин само кога доаѓа од црква. Тоа е најлошата комбинација. Тоа е еден дуалистички, подвоен живот. Ние сме повикани да бидеме Христови следбеници во секој аспект, каде и да се наоѓаме. Со сета своја историја за крстоносните војни и лошите постапки на црквата во историјата, според историчарот Том Холанд, многу познат историчар, ако сакате да читате малку историја, читајте го, ќе го најдете на интернет.
Наследството кое црквата го оставила на светот е најголемото наследство, највредното наследство кое светот општествено го наследил. Наследството од црквата е најголемото наследство кое општеството го наследило некогаш. Дури и со тие негативни работи кои се дел од црквата, реалност е тоа. Крстоносите войни се реалност. Инквизицијата е реалност. Разни работи кои црквата ги правила се реалност. Може да го избришеме тоа. Така правиле старите египтјани, знаете, ќе дојде новиот фараон и сега гледа тоа што стариот фараон го правил, сега знаете што, он треба да е син на богот Ра. Значи се што е лошо бриши, тоа е готово, не постои. Не го прифаќаме тоа како дел од историјата на црквата, но придобивките кои црквата ги оставила се многу важни. Као генерација ги живееме вредностите кои црквата ги градила со векови и сега ги земеме здраво за готово, како да се најнормална работа која постои. Пример, посебен акцент Том Холанд става на придобивката за вредноста на индивидуата. Дека секој поединец кој седи овде, без разлика колку е богат или сиромашен, без разлика од кај доаѓа, без разлика од која класа е, секој е подеднакво важен. Така ли? Ни тоа така е. Само да ви кажам дека не од секогаш било така. Во светската историја тоа е прилично нова идеја. Сега да бевме пред едно 5-16 века, тука имаше класи. Имаше класи, кој од кај доаѓа и колку вреди. Тоа е прилично нова идеја во историјата на светот, која ние сега прифаќаме како нормална работа. Тоа е дел од општествената придобивка на црквата. Знаете ли зошто? Во средниот век, во темниот век, оној страшниот темниот век, кога монасите и теолозите за време на сколастицизмот, кога учитат Божиот збор, ти доаѓаат до идејата за тоа дека сме создадени на Божи образ. Што тоа значи? Што значи да бидеш создаден на Божи образ? И ти доаѓа до еден заклучок дека ако ние сите сме носители на тој Божи образ, сите до еден, тогаш вредноста на секој од нас е бесконечна. Вредиме исто. И да не зборам како тоа се преточува преку филозофијата во општествена вредност, на хуманизмот, и за тоа што ние сега го зборуваме за некакви човекови права. Сето тоа, верувајте ми, така се промиваат идеите низ историјата и општеството. Тоа е придобивка од црквата, од таму произлегува тоа. Вау! Така некако одат работите. Ние сме дел од општеството и сме учесници во тоа општество и наместо да игнорираме таа наша важна улога, сметам дека треба да бидеме свесни и грижливи за тоа како општеството се развива. Треба да бидеме засегнати и да бидеме будни за тоа што оставаме за идните генерации после нас. Да бидеме мудри како змии, но кротки како гулаби. Туку да се вратиме на денешната тема за пописот. Една работа која треба да ја знаеме. Пописот не е нова работа, знаете. Прв пат кога се појавува зборот попис во Библијата е во втората книга. Во книгата Излез. Од тука се појавува прв пат зборот попис. Во Излез 30 глава 11 до 14 ќе го прочитам сега овој дел. Значи Излез 30 11 до 14 и после ќе ви дадам еден контекст за кога се зборува тоа. Вели вака: И уште му рече Господ на Мојсе велејќи, кога ќе ги пребројуваш синовите на Израел, тука е еден збор кој еве во англиските преводи, кога ќе правиш попис на израелевите синови, при вршење преглед, секој нека даде на Господ откуп за душата своја при нивното пребројување и нема да има меѓу нив погубно уништување за време на пребројувањето. Оние што ќе доаѓаат за пребројување нека даваат по половина шекел и така натаму и така натаму. Сите што доаѓаат на пребројување, а има по 20 години нагоре, треба да даваат принос на Господ. Никој да не доаѓа со празни раце пред Господа. Тука е употребен зборот рош. Еврејскиот збор рош, кој значи глава или поглава, но кога се користи во овој контекст, кога ќе каже Бог подигнете ги главите, на некој начин подигни ја главата и види што се случува. Направи преглед, направи попис, направи ово оно. Од прилика за тоа се користи тој збор. Да се подигне главата. Во овој случај, како што кажав, тој текст се наоѓа помеѓу
упатствата за тоа како Израел треба да функционира како општество центрирано околу Божјото пребивалиште. Во тој момент шаторот на средбата. Значи Израел излегува од Египет, Господ им го дава законот, 10 заповеди, им вика сега ќе ми направите шатор во кој јас ќе дојдам со својата слава, ковчегот и така натаму, ќе биде шаторот на средбата и ќе бидам во средината и секој што ќе доаѓа ќе правите попис и така натаму. Тоа иначе во овие упатства се наоѓа, да кажеме, коренот за воспоставувањето на храмската такса. Храмот бил центарот, храмот во израелската, како да кажем, тоа што за нас е владата, парламентот, полицијата, се живо што за нас представува некаква власт во општеството, тоа бил храмот во тој момент. Се било сконцентрирано околу храмот. На храмот се плаќа таксата, од храмот се зима визијата, упатствата за како да функционираме. Тој закон е на некој начин, Бог му вика на Мојсија ќе направиш попис и ќе направиш такса за храмот за да се одржува тоа моје светилиште овде на земјата. Во секоја поголема организирана група постои пребројување и организирање, така и кај нас. Нормална работа е тоа. Тоа станува општествена норма за да може општеството да функционира и да планира. Тоа е еден добар пример од Стариот Завет за попис. Ама има и лош пример. Еве сега ќе го прочитаме лошиот пример. Царот Давид, еден од најпознатите цареви кој го напиша Псалмо 51, Псалмо 23, што и да знаете од тие овој псалми, се многу важни псалми и прекрасни псалми за читање. Царот Давид со своите походи, со своето царување, тој Израел го прави моќна држава, тоест моќно царство и ги победува сите непријатели и Господ му дава мир. Армо во второ летописи, тој што ја пишува таа книга, пишува вака. Втора летописи 21 глава 1 до 8 стих. Вели: се крена сатаната против Израел и го поттикна Давид да ги преброи израелците. Го поттикна Давид да направи попис. И Давид му рече на Јоав и на началниците народни: ете, пребројте ги израелците од Вирсавија до Дан и соопштете ми за да го знам нивниот број. Јоав рече: да го намножи Господ народот свој 100 пати повеќе од колку што е. Сите тие, господаре мој царе, не ли се слуги на мојот господар? Зошто го бара тоа мојот господар? Зошто тоа да му стане причина за вина на Израел? Но царскиот збор надвладеа над Јоав. И отиде Јоав да го обиколи сиот Израел и дојде во Ерусалим. И му даде Јоав на Давид список на преброениот народ. Сите израелци беа 1.100.000 мажи мечоносци, борбени луѓе. И јудејци 470.000 мечоносци. А левитите и вењаминовите племиња не ги преброи со нив, зашто царскиот збор му беше одвратен на Јоав. Вау, која динамика во царското владење. Тоа нешто му беше мрско на Бога, му беше гадно тоа на Господ. И тој го порази Израел. И Давид му рече на Бога: многу сгрешив што го направив тоа. Сега прости моја вината на твојот слуга зашто постапив многу неразумно. Ако ја читате главата пред тоа, пред овој запис, ќе видите дека таму се запишани делата на шампионите кои Давид ги имаше во својата војска. Секоја војска има шампиони, мокници, силни луѓе со оружје кои знаат да баратат. Секоја војска го има тоа. Како што имаше војската на филистејците, војската на другите народи, така имаше и Давид своји шампиони. И таму се наброени сите шампиони од непријателите на Давид кои беа поразени. Еден бил 2,5 метри висок, друг имал по 6 прсти на рацете. Тоа е голема придобивка за тие што во тогашно време изгледа се гледало многу важна работа. Друг бил не знам каков, само опишани се сите тие и Давидовите шампиони ги поразуваа. Значи, силата на Давид, тоест силата која действува преку Давид е сила која е од Бог. И отеднаш Давид застанува и вика: леле, колку сум бил јаки јас, многу сме јаки. А ние се преброиме да видиме колку сила имаме ние. И тука Давид прави греф. Давид прави попис кој според сите негови пријатели и соработници е одвратно нешто, а беше одвратно и пред Бог. Има уште еден запис за попис кој јас го издвоив како важен да се спомне, а тоа е пописот во времето на Исус.
Ќе прочитам само Лука, 2 глава, 1 до 3 стих. Вели вака: во тоа време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители. Тоа беше прв попис за време на управувањето на Квирини со Сирија. И отидоа сите да се запишат секој во својот град. И остатокот од приказната го знаеме. Заради пописот кој го организираше царот Август, Јосиф заедно со Марија, кој живеа иначе во Назарет, се дигна на магар или камел или пешки, не знам како, патуваа 170 нешто километри, мислам, или 100 нешто километри, заборев колку беше, и отидоа во Витлеем да се попишат таму, затоа што таму потекнува, од таму потекнува Јосиф. И таму, додека беа во Витлеем, додека го чекаа пописот, таму се роди Исус. И со тоа ги исполни сите старозаветни пророштва за раѓањето на Месијата. А што ако немаше попис? Што ако Исус се родеше во Назарет? Мислим, случајно е тоа. Еве некои примери од Библијата за попис. Пример за општествено организирање, пример за тоа зашто не треба да служи пописот и пример како Бог го користи пописот за да изврши својата мисија и својата волја во светот. Библијата пописот не го дефинира како добар или лош, туку само како важна појава во организирање на општеството, кој се појава од самиот почеток на најпрвото организирање на Израел како народ, па и понатака во Римското царство и така натаму. Пописот е реалност. Тоа што сакам сега да го зборувам, што сметам дека е најважно, а тоа е за една иницијатива која почна од 2011 година. Тие што се сеќавате, во 2011 година требаше да има попис. Кога пописот за 2011 беше најавен во Македонија, се подигна иницијатива помеѓу повеќе протестантски деноминации да се настапи излезе со заедничка категорија на пописот. Да не сме раштркани како Божјо дете, Христов војник и не знам што све не. Тука да излеземе со категорија преку која сите ние ќе се идентификуваме и со таа идеја да бидеме попишани сите. Да се идентификуваме со едно име од проста причина, затоа што ние во суштина сме во една иста категорија. И верувам дека со тоа што сме иста категорија, со малце поголем број кога ќе бидеме во иста категорија, ќе имаме можеби некаков глас во општеството да влијаеме малце повеќе. Тоа беше целата идеја. Идејата како да биде нашиот попис, како да се идентификуваме на пописот беше евангелско протестантски христијанин. Грешката тука е море. Така го пратив на Ребека и она така издизайнираше. Треба да стои едно Т таму измеѓу. Јас се извинувам. Значи, евангелско протестантски христијанин. Зошто? Зошто не Христово дете откупено со крвта на јагнето и слично? Зошто евангелско протестантски христијанин? Доколку го отпакуваме тоа име, и ќе го отпакуваме сега, или да го отпакуваме тој идентитетски склоп, ќе видиме што се представува тоа. И ќе знаеме со што се идентификуваме во нашите најдлабоки убедувања. Тоа се нашите најдлабоки убедувања. Од таму, од тој идентитет, извира нашето поведение, нашето уверување, па и нашата надеж. Ја представува нашата надеж, не представува тоа кој ние сме. Во отпакувањето на терминот, ќе дадам само кратки образложенија и ќе одиме од назад према напред. Значи, прво ќе отпакуваме христијанин, протестантски, па евангелско. Во овој идентитет го носи континуитетот и развојот на црквата во која сега седиме. Значи, сега седиме во црква која се идентификува вака и ќе видиме зошто. Ниту Исус, ниту првите Христови следбеници не се дефинирале како христијани. Да почнеме од тука. Или како православни, или како католици, или како протестанти. Ниту Исус, имаше една анекдота од нашата страшна неписменост на нашите новинари,
кој го представува празникот Водици. Еден новинар, јас не се сеќавам на тоа, но еден мој Мирче Андреев кој почина, тој кажуваше за тоа дека го гледал на вести. Кажал дека на Водици тој е празник во кој Исус се крстил и станал христијанин. Страшна неписменост. Сега, на почетокот Христос и првите следбеници не се идентификувале никако католици, никако православни, никако протестанти, ниту како христијани. Доколку бараме заедничко име на апостолите и првата црква, тие се викале себе си со името следбениците на патот. Така се идентификувале себе си, следбениците на патот. Може би ќе си кажете, од каде сега ги имаме сите тие други имиња и категории со кои следбениците Христови се идентификуваат? Зошто се делиме? Тоа е, да кажеме, еден од најважните аргументи кои ги имаат сите други према христијанството, против христијанството. Се делите вие. Мораме да бидеме свесни дека црквата е жива организација и дека во историјата поминала низ свој развој и оставила традиција која денес ние ја наследуваме. Црквата не е сува наука, или христијанството не е сува наука која е таму некаде и само треба да го прочитаме и тоа е тоа. Веруваме дека Христос се вознесе, Библијата сега имаме канонизирана, еве ја, но веруваме дека Светиот Дух работи, продолжува да работи понатаму во црквата, во тоа тело Христово кое расте. Ништо од тоа не е лошо, се додека него стави Исус по страна или во сенка. Ниедна од тие традиции кои црквата ги оставила позади себе не е лоша традиција, се додека Исус не го остави на страна или го засени или го преплави со некоја друга идеја или со некоја друга пракса или со што и да е. Христос додека седи на столот, на престолот, додека тој владее, онака како што е опишано во најголемата објава запишана Библијата, ворете, ние наследуваме традиција. Сега, да почнеме од почеток, тоест да почнеме од крајот. Да почнеме со зборот христијанин. Ќе прочитам Дела 11 глава од 20 до 26 стих. Вели вака: А некои од нив, кипрани и киринејци, штом пристигнаа во Антиохија, почнаа да им проповедаат и на елините, и на грците, навестувајќи го Евангелието на Господ Исус. И раката Господова беше со нив. Та голем број луѓе поверуваа и се обратија кон Господ. Веста за тоа дојде до ушите на црквата Ерусалимска. И тогаш го испратија Варнава да оди во Антиохија. А тој кога пристигна, ја виде благодатта Господова, се зарадува и ги бодреше сите да пребиваат во Господ со непоколебливо срце. Тој беше добар човек, исполнет со Дух Свети и вера. И значително мноштво луѓе се припои кон Господ. Потоа Варнава тргна за Тарс да го бара Савле и кога го најде, го доведе во Антиохија. И цела година тие се собираа во црквата и поучуваа големо мноштво луѓе. Во Антиохија за прв пат ги нарекоа учениците христијани. Вау! Во Антиохија за прв пат учениците, следбениците на патот, беа наречени христијани. Години после Господовото воскресение и вознесение далеко од Ерусалим, каде централните библиски случувања се случија далеко од тоа, од оние кои не беа следбеници, Христовите следбеници беа наречени христијани. Веројатноста е голема дека тој збор христијани, овие што ги нарекле христијани, овие од надвор, тој збор го нарекле како навреда за христијаните. Да ги навредат уствари. Сакат да ги навредат. Увреда. Тоа што е интересно, христијаните тоа продолжи да го користат за себе во продолжение. Се идентификували како христијани. Онака како што Павле вели, крстот е соблазна и за подсмев за другите, за нас е сила Божја за спасение. Тоа што мене еден пример сега ми доаѓа во глава е еден графит од втори век. Еден графит од втори век кој датира многу порано од многу манускрипти кои се појавуваат, но на графитот го има крст
на кој е растнат човек со магарешка глава и го има еден, како да кажам, човек кој се поклонува на тој што е растнат и со подсмех се пишува, еве го, како се пишува, на А беше, мислам, не знам како се пишува, заборив човекот кој именуван таму, се поклонува на својот Бог. Тоа што е интересно, сите тие кои заговарачи дека христијанството дури после 4-5 век го обожава Исус како Бог, овој графит кој требал да служи како навреда во тоа време, сега станува најсилниот доказ дека христијаните од најраниот развој го обожаваат Исус како Бог. Мислам дека тоа се случува и со името христијани. Тоа што требало да служи како навреда за тие, еве христијани, станува наша идентификација. Христијани. Во тоа име го носиме она што Исус го заврши на крстот, но е тоа што тој го комплетираше преку својата мисија на спасител на светот. Ние сме негови следбеници, ние сме христијани. Во продолжение на своето постоење, црквата во 11 век се поделила на источна и западна. И две различни традиции кои екзистирале во една организирана единка, сега коегзистираат како одделни заедници, создавајќи своји различни традиции и оставајќи посебни наследства. Покрај огромното и важно наследство кое црквата го оставила, јас на почетокот спомнав дека црквата како организирана институција се извинувам, исто така направила работи за кои не била повикана ни од Исус, ни од неговите следбеници после него. Како реакција на тоа, во текот на историјата се појавуваат луѓе кои реагираат на тие постапки кои црквата како институција ги прави. Се појавуваат разни луѓе кои се подигаат, имат гласови кои се подигаат и често пати сите тие луѓе завршиле како маченици. Сепак во одреден момент тоа движење добива масивност и се случува она што ние денес го нарекуваме како движењето на реформацијата. Од тоа движење се раѓа движењето на протестантизмот. И така доаѓаме до вториот термин на овој збор. Протестантизмот. Што значи протестант? Поентата во 16 век на Мартин Лутер и сите тие реформатори од тоа време, на почетокот не било да се создаде нова црква. Тоа не било поентата. Поентата зошто се користи зборот реформација, затоа што намерата било да се реформира тоа кое веќе постои. Тоа е целата поента. Поемот произлегува од самиот акт на протест кај следбениците на Мартин Лутер, го имале против некои пракси на црквата во тоа време. Главниот движечки, како да кажам, движечката сила на реформацијата е латински кажано е ad fontes, назад кон изворот. Во 16 век тоа го говореле реформаторите. Тоа бил главниот мотив на реформацијата. Желбата на црквата да се врати до изворното учење на Христос и ја носи да прегледа длабоко во својата традиција и да го остави по страна товарот што ја тегне настрана од она што е изворно. Самиот принцип на реформацијата ја задолжува црквата во постојана будност за наследството кое го прима и го остава за другите генерации. Тоа значи реформацијата. Ако усвоиме принципот на реформација, да бидеме будни, што е тоа што го наследуваме и што е тоа што го оставаме, ние мораме да бидеме будни постојано. Што е тоа што го примаме, да го анализираме дали во согласно со изворното учење на Христос и да го оставиме така на следните генерации. Тоа е процес кој никогаш не престанува. Како резултат на реформацијата, некаде во веќе 18 век се појавува движењето на радикалната реформација. Сега малце црквена историја имаме. Еден од најпознатите во тоа време, се вика Џон Веслеј, чии проповеди и денес оставаат силен впечаток. Радикалната реформација. На некој начин, поентата со радикалната реформација е признавањето на реформаторите до кај стигнале, но тие сметаат дека треба уште подлабоко да се оди. Стигнале до црквените оци, но радикалната реформација, Џон Весли и останатите велат, мора да се вратиме уште поназад, до Христос, до Божиот збор. Отприлика тоа е принципот кој радикалната реформација го остава и за нас. Радикалната реформација во најголема мера придонесува за форматот во кој денес ние функционираме како црква. Ние сме
дел од протестантското движење, по форма ние сме најслични на црквите од времето на радикалната реформација. По принципот на реформацијата, секоја генерација повторно и повторно се враќа кон изворот. Сепак, некаде во 19 век, како резултат на просветителството, се појавува демитологизацијата на Библијата во теолошките школи некаде во Германија. Што значи демитологизација? Знаете, со просветителството се обрнува многу внимание на материјалното, на земјата, на созданието накако како што го приемаме. Се обрнува многу внимание на тоа. Од страв дека Библијата ќе стане ирелевантна за луѓето да ја читаат, теолозите направиле еден чекор, верувам дека голем дел од нив сакале тој чекор да биде со добри намери, да на некој начин го видат духовното предание на Библијата. Со други зборови, кога таму пишува дека Исус со 5 леба и 2 риби нахрани 5000 народ, да видиме што тоа би значило кога Исус би го поучувал. Тие 5 леба се можеби некој библиски стих од Стариот Завет кој Исус го на некој начин го образложува и духовно нахранува 5000 луѓе. Тоа се вика демитологизација. Чудото кое е во суштина запишано како чудо од Исус станува како едно духовно четиво за нас да видиме која е духовната лекција која може да научиме од тоа чудо. Воскресението. Исус не воскреснал стварно, но тој преку своето учење кој го оставил во учениците апостолите воскреснал во нивните срца. Отприлика тоа е принципот на демитологизација. Тоа што е интересно дека како резултат на таа демитологизација се јавува движењето на таа либерална теологија. Ако можеме да ставиме знак прашалник на воскресението, тогаш на што се друго може да ставиме знак прашалник. И се појавува тоа либерално движење во протестантските кругови, каде веќе вредносниот систем може да се менува и разни работи се случуваат. Како одговор на тоа движење, стојат христијани поединци, но и организации и деноминации кои се спротивставуваат на тоа движење кој ги релативизира постулатите врз кои почива христијанската вера. Индивидуи како Карл Барт на почетокот на 20 век на моменти стојат како столбови и силни протагонисти во одбрана на црквата и на изворното учење. Имаме такви луѓе. Заради институционалната разноликост се појавува потреба да се создаде контекст во кој протестантските цркви, кои го застапуваат изворното евангелско учење на црквата, да оформат своја некаква организација од чиј чадор сите тие ќе обстојуваат. Знаете, после реформацијата и после радикалната реформација, институцијата веќе не останува најсилниот поврзник на црквата. Институцијата е многу силен поврзник на православната црква, на католичката црква, па и на протестантските цркви од реформацијата. Но после радикалната реформација, веќе институцијата како поим, центар од кој ќе тече све, не станува некоја важна, како да кажам, поврзна точка за црквите од тоа време. Но се бара начин на кој начин сите тие цркви кои го застапуваат тоа евангелско изворно учење да бидат во една некаква алијанса. И некаде во средината на 19 век во Англија се формира Светската евангелска алијанса, во која членуваат сите цркви кои го застапуваат евангелското учење на црквата. И се тоа доаѓаме до првиот термин во името евангелско. Како што кажав, евангеликализмот е одговор на либерализмот. Оно што протестантската црква го искривила, евангелската црква, не нашата евангелска црква во Македонија, тука евангелските цркви низ светот го држат повторно тој принцип назад кон изворот, кон изворното учење на Христос и неговите апостоли. Како една од најважните иницијативи во последно време на движењето на евангелските протестанти е Лозанскиот завет, подпишан во 1974 година на иницијатива на познатиот американски евангелизатор Били Греем, тие што се слушнале за него, и познатиот англиски теолог и пастор Џон Стот. Тие биле во втората половина на 20 век, тие две се многу маркантни личности. Реално влијале многу во светот. И не само во западниот свет,
туку и во источниот, и во јужниот, и секаде низ светот оставиле многу голем впечаток и силно влијание. Евангелско протестантски христијани. Историскиот континуитет и желбата да се остане на изворното е суштината на поимот евангелско протестантски христијани. Верувам дека со тој мал вовед ви дадов еден увид зошто е одбрано ова име со кое ние се идентификуваме. Евангелско протестантски христијани. Пописот е важен за нашата позиција пред владата, важен е за кревање на свеста и во црквата и во општеството. Пописот е многу важен. Ние можеме сега се да разводениме и да изрелативизираме и да кажеме ништо не е важно. Важно е какво е твоето срце, како Бог те гледа. Тоа е така. Така е тоа. Но и пописот е важен. Не се работи за некаква лажна сигурност заради бројката која ќе имаме. Нашата бројка не е импресивна во Македонија. Бројката во тој случај не е важна бидејќи самата бројка не гарантира и нема потенцијал да ви даде некаква лажна сигурност. Си кажеш, ние сме 30%. Си бараме своји права. Тоа не можеме да го направиме. Може само да ви даде некакво лажно чувство на важност ако се фокусираме на бројката само како таква. И тогаш верувам дека работите тргнуваат во погрешна насока, онака како што тргнали за Давид. Тя се преброиме да колку сме, јаки сме. Евангелско-протестантските христијани како концепт е обединувачки концепт кој ги почитува различностите на традициите од кои доаѓаме, различни традиции имаме тука, но не обединува во суштинското верување. Долгорочно верувам дека тоа е важен чекор кој секоја црква во протестантската традиција во Македонија треба да го превземе заради својот идентитет. Воедно, долгорочно ќе можеме и да гледаме како мисијата на црквата стагнира или е жива. И тоа може да го видиме. Од друга страна, кога ќе дојдат некои луѓе ќе ви кажат, видеве сите сте, кои сте ви се баптисти ли сте, што сте ви се ово? Верувам дека тој еден момент како ќе докажеме дека ние сме едно во духот, ако не можеме да се согласиме на еден можен концепт за пописот евангелско-протестантски христијани. Верувам дека тоа е една самосвест која треба да се развие кај нас, да знаеме од кај извираме, да знаеме кои сме ние, што традиција наследуваме ние, кој историски континуитет го имаме како луѓе. Свест во општеството, пописот носи свест во општеството. Сакали или не, како што велат гласовите од политичката сцена, пописот влијае врз креирањето политики во наредните години. Тоа прави пописот. Да видиме кои сме, кои групи ги имаме и какви политики да правиме за следните неколку години. Имајќи малце погабаритно тело во државата, кој изразува свое мислење за одредени политички чекори или промена на некакви традиционални вредности и слично, тоа тело ќе мора да се слушне и нема да може да се игнорира. И тоа е важен момент. Ако евангелско-протестантските христијани излезат со свој став по одредени прашања, тие ќе мора да бидат слушнати. И тоа е многу важен момент. Може би сега на некој од вас тоа ви изгледа далечно, но нема да поминат 10 години, од сега за 10 години, голем дел од вас може би ќе имат деца, може би не знам, може би ќе имат деца. Образовниот систем, вредностите на кои ќе почива ова општество се важни и ние не сакаме нашите деца да растат во општество кое ќе биде добро, за добар развој. А тоа ќе биде така ако ние вредностите во кои веруваме сме гласни за нив, вокални сме и ги изразуваме како една група. Затоа што ако сме разделени, полесно се владае со поделен народ, знаете. Како што велеше нашиот декан во Осијек, Петар Кузмич, мисијски на црквата, на апостол Павле и на апостол Петар не им требаше одобрение од Цезарот за мисијата која работа. Не им требаше подпис од Цезарот. Но сепак, контекстот и времето во кој тие работеа и контекстот и времето во кој ние работиме е различно и тоа мора да се земе во предвид. Секако, истиот принцип важи за нас денес. Мисијски не ни треба потврда од никого.
одобрение од никого. Мисиски не сме слободни, дури и Господ не повикува мисиски да се вклучиме, да ја споделуваме нашата вера. Но доколку има шанса црквата да стане фактор во општеството и да ја влијае врз креирање на политиките само затоа што има бројност, верувам дека ако се праша дури и апостол Петар и апостол Павле, доколку е можно и тоа да се искористи за мисијата на црквата, а за слава на Бога, треба да се искористи. Тоа не е акт на злоба, туку акт на мудрост. Доаѓа пописот, ќе почне за помалку од 2 недели. И ќе доаѓаат луѓе, знаете, една од тие работи за кои со пасторите разговаравме, беше да кажеме едукативниот дел за пописот. Што се случува? Луѓе доаѓаат, ве испитуваат, и ако сте македонци, автоматски ве пишуваат православен. Ако сте албанец, автоматски ве пишуваат муслимани и така натаму. Тоа за кое треба ние да бидеме будни е моментов кога ќе дојде таа графа, мора да бидеме ние свесни дека луѓето попишуваат за тоа. Сега, имавме меѓу пасторите некој кој бил попишувач на некои минати пописи на Трајче татко му. И тој каже вака: кога ќе ве попишат погрешно и ќе кажеш чекај, јас мора ова се поправи, не сум место, тоа не сме да брише таму. Мора да земе нов лист. Сега, ако земе нов лист, он губи од процентот кој ќе му платат. И затоа ќе ве молат, ќе ве натегат, ајде се што има врска, нека остане така. Вика, инсистирајте да земат нов лист, колку и тоа да ги кошта. Поентата е дека мора да бидеме мудри како змии и незлобни како гулаби. Дури и во тој сегмент. Мора да бидеме мудри. И знаете ли што? Со тоа и ќе ве остава. Тој еден момент во кој ние сами се преиспитуваме кои сме, што е тоа што ние го веруваме и со што ние се идентификуваме како група, како поединци и како група. Согласни сме пасторите во Евангелска црква во Македонија и многу други деноминации кои се од протестантската традиција да се попишеме како евангелско-протестантски христијани. Бидејќи во тоа име ние го носиме целото предание на црквата, се идентификуваме директно со изворот кој е Христос и не опишува нас кои ние денес сме во убедување и со уверување. И ќе го оставам со зборовите на Исус повторно Матеј 10:16. Ете, јас ве праќам како овци меѓу волци. Бидете мудри како змии и незлобни како гулаби. Немојте да се празните на луѓе кои не знаат, немојте да се испразните на луѓе кои не се свесни и така натаму. Бидете незлобни како гулаби, тоа е многу важно. Но бидете мудри како змии. Амин. Ќе се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодарам за се што ти ни даваш, Господи Боже мој. Татко мој, денес зборувавме за пописот, зборувавме, Господи, но и за нашиот идентитет, кој ние сме. Татко мој, јас те молам да го живееме тој повик кој ти ни го оставаш, да бидеме мудри како змии и незлобни како гулаби, Господи. Помогни ни во тоа однесување, во таа мудрост, во тоа поведение, Господи Боже мој, и држи не будни. Татко мој, помогни ни да размислуваме долгорочно и за следните генерации и за тоа какво влијание ќе оставиме врз нив. Господи, те молам, биди со нас, дај ни мудрост и дај ни од Твојата благодат. Амен.